Променливото време и загадениот воздух го зголемуваат бројот на вирози и настинки. Симптомите на кои се жалат граѓаните се температура, болно грло, секрет од носот, печење на очите. Доколку симптомите станат потешки и не поминат за ден-два, пациентите треба да побараат лекарска помош. Не е нешто зголемен бројот, да речеме, од пациенти кои се жалат со такви симптоми од вирози, но меѓутоа има. Еве веќе почна да се појавуваат и ние очекуваме дека овој број сигурно ќе се зголеми од промената на времето, од загадениот воздух, од многу други фактори и нормално и ова што рековме дека почна и децата и да се собират по школи, по градинки, полесно тој вирус и се проширува. Доктор Исмаили вели оти сега ќе започнат да се јавуваат и пролетните алергии, па оние кои имаат проблеми со нив треба да се придржуваат до терапијата и советите на лекарите. Тие кои се подолго време подложни на алергии веќе се научени и знаат кај треба како да се движат, кај што има почнува зеленилото, тие внимаваат на тие места да не одат или кај што има прашина, поголема концентрација на прашина, избегнуваат. Овие што не знаат, барем треба на ова да внимаваат на тие алергенси кои знаат дека делуваат, значи тие се мешат, не се секогаш од воздухот и од поленоци и од храната и од други причинители, па ако тие се комбинираат и едните и другите, тогаш и реакциите нормално дека се посилни и посериозни, нормално дека треба да внимаваат на тие алергени кои причинуваат повеќе алергии. Вирозите и настинките брзо се шират, па лекарите советуваат повеќе внимание да се посвети на личната хигиена. Сите, особено учениците и децата, често да мијат раце и да се земаат многу витамини и течности.